Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот навечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на слонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонуда со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Денес, утре и задутре е празникот Духовден, 3 дена Великден за починатите почитувани сонародници. Вечерва ние ќе презентираме новини од Македонија, потоа од рубриката Профил ќе го дадеме ликот на Драги Стојковски, долгогодишен председател на Организацијата Обединети македонци, како и коментар за македонскиот солист Ламбе Алабаковски, поврзани со други настани за македонството. Најпрво да одиме со прилогот за Духовден. На 12 јуни го славиме слегувањето на Светиот Дух, односно Духовден или Педесетница, празник кој доаѓа на 50-тиот ден по Христовото воскресение. Новозаветната Педесетница е денот на славното исполнување на ветувањето за Христовото испраќање на Светиот Дух врз апостолите. Ова е крајно радосен и утешителен настан. Куќата во која биле собрани апостолите одеднаш се исполнила со шум од небото, сличен на силен ветар, а разделени јазици, како огнени, се спуштиле врз секого од учениците. На овој начин биле исполнети со Дух Свети и почнале бестрашно да го благовестат Евангелието на разни јазици, онака како што Светиот Дух им давал да изговараат. Настаните на Педесетница станале очигледни за луѓето во Израилот, а зборувањето на сите јазици едни го гледале како прекрасно чудо, а други како знак на пијанство. Благовеста на Петар допрела до срцата на присутните, па тој ден се крстиле околу 3000 души. Од тогаш наваму, Духовден се смета за роден ден на Црквата Божја и се слави 3 дена, исто како Божик и Великден. За многу години. Токму и користам можност на моите пријатели, би рекла, Душан Нечевски и Душан Каперич, да им ги честитам имендените и нека бидат среќни, весели до длабока старост. Инаку да спомнам дека она што го ветив поради обемниот материјал, вечерва нема да дадеме за Христијан Арсов, кој е уште еден млад генијалец, младо дете од Велес, но тоа ќе го направиме некаде во наредните емисии. Да спомнам и тоа дека фирмата Недан Тим, реалистет, специјалисти за продавање или купување на куќи, дека е тоа така докажува нивната успешна 15 годишна пракса во бизнисот, било за куќи, фарми, бизниси, но и специјалисти за да ви овозможат на најлесен начин да добиете моргич доколку ви е потребен. Целосен сервис на тимот, сето тоа е гордост што ја зацврстува врската со своите муштери. Зато за реновирање, лисинг на вашиот неподвижен или продавање на имотот, препуштете го на Недан Тимот. Телефонирајте уште денес на 647 333 9628 или 905 877 8262. Управата на црквата Свети Климент Охридски ве известува дека се отворени позиции за работа за студенти во рамки на програмата на Government Summer Job Student. Сите заинтересирани на возраст од 15 до 30 годишна возраст може да се јават за повеќе информации на 416 421 7451.
Исто така, доколку одржувате семени слави, крштевки, родендени слично, тогаш користете една од трите рани сали на црквата Свети Климент Охридски. Телефонот е 416-421-7451. А секој четврток пензионерското друштво Гоце Делчев ве повикува на заедничкиот ручек. Ете, тоа беше накратко околу информации, а би сакала да спомнам дека во продолжение ќе го откриеме ликот на нашиот сонародник Драги Стојковски, бидејќи дадовме репортажа порано за селото на арменско, инаку родно село на неговиот татко, затоа овој пат пак ние ќе дадеме репортажа за родното место на Драги Стојковски, односно градот Скопје. Скопје е главниот град на Република Македонија, административен, стопански, културен, образовен и научен центар, кој се наоѓа на северниот дел од нашата држава, во средниот дел на Балканскиот полуостров, со надморска височина од 240 метри. Низ овој град, познат уште во антиката како град со името Скопи, тече реката Вардар, а во документите се спомнува дека е населен уште од пред 5 до 6000 години пред нашата ера од династијата Птоломеи, поточно од Кловди Птоломеј, а Скопи значи за солниште или стреја. А за прв пат се јавува кај најстарите жители пајонците, што подоцна богот Македон ги нарече македонци, а кои живееле на овие простори. Во времето на римскиот цар Октивијан Август, Скопје 13-та до 11-та година пред нашата ера прераснал во град, за да пак римскиот Домицијан, кој основал колонија Флавија Скопи, град со римски права, и тогаш бил најголем на просторот, кој се протегал од Солун па се до Дунав. Наоколу пак 3 километри од Скопје се наоѓа местото Таор, во кој е роден македонскиот Јустинијан Прима, што и ден денес неговите закони ги користат сите адвокати, судови во светот. Градот Скопје има 3 пати доживеано и разурнат со катастрофален земјотрес во 518 година, во 1555 и во 1963 година. И 1392 година Скопје потпаѓа под Отоманската империја, а во 1689 година градот бил освоен од австрискиот генерал Силвио Пиколомини, кој подоцна го запалил поради епидемијата чумата, кој целосно 2 дена горело и бил уништен, но и целата негова пак била стратегија и желба ништо да не остане од Скопје. Тоа го посакувал Пиколомини. И во Првата и во Втората светска војна Бугарија пак беше окупатор на овој наш македонски град. Во Скопје има голем број на цркви и манастири од 12, 14, 16 и така натаму во век, театри, универзитети, споменици како што е на Мирка Гинова, Гоце Делчев, Александар Македонски, децата бегалци, Цветан Димов и многу, многу други. Инаку заштитник на овој град е светицата Пресвета Богородица.
koja so tatko mi navodno soči nevini i čevoj polni kosteli, a tamo dolu grad od kovo školka biserna mirno diše ko čovek živ. Niz šepotot na elki slušna sine pogledni i što da bide zapomni. Ova je samo naše Skopje, Turhanije se i sedori sme živi keko sakame. Ova je samo naše Skopje, Turhanije se ovde sedori sme živi ke se vraćame. Strani prošetah i grepe da se žalam, što pod 300 neba mojeva glava zaspala. No samo jedan grad na svetot ima u lici, baš za moj te čekori. I samo moj od grad znam gdje me primi v pregradki srce što mi zastudi. Ova je samo naše Skopje, Turhanije se i sedori sme živi keko sakame. Ova je samo naše Skopje, Turhanije se ovde sedori sme živi ke se vraćame. Ova je samo naše Skopje, Turhanije se i sedori sme živi keko sakame. Ova je samo naše Skopje, Turhanije se ovde sedori sme živi ke se vraćame. Ovde sedori sme živi ke se vraćame. Во 1955 година во градот Скопје е роден Драги Васил Стојковски, еден од синовите на Васил Стојков од телеринското село Рменско, кој беше партизан, како и Катина, која е од село Петрово Кукушко. Основното училиште го завршува во својот роден град, средно училиште во Торонто, за да потоа продолжи во Сеника коледж за тренер по гимнастика и на крај дипломира на Јорк универзитетот во Торонто по социологија. Овој наш познат сонародник, патот на неговиот живот го одредува на гимнастиката, каде и ден денес работи на тоа, професионално и високо. Уште од мало дете, задоено од информациите за неговиот татко и мајка, а посебно голготата во егејскиот дел на Македонија и воопшто македонството, неговата желба беше да си најде мома од својот крај, за да неговиот македонски корен продолжи. Среќата го осветли со Весна Почуска, ќерка на Мето и Илина од село Галичник, за да потоа се здобијат и со рожби ќерката Јана и синот Гораст.
mališani, kosi raspleteni, nogi neprespani, lice sokrivaš, na drugi ne kažu laž, koliko za tebe sve solzi izlejani. Vesna, Vesna, devojka mila, da snaga vitka, kako sam lovila. Vesna, Vesna, ubava Vesna, za tebe pejam, beskrajna pesma. Уште како младо момче Драги Стојковски се оддаде на македонството. Тој, како член на Македонската православна црква Свети Климент Охридски, до ден денешен, каде и прв подпредседател на актуелната управа на Свети Климент Охридски, исто така долгогодишен член и председател беше на Македонското движење за човекови права во Канада, потоа долгогодишен член и два пати председател на Организацијата Обединети македонци во Канада од 1999 до 2003 година, каде беше и домајки на председателот на Република Македонија Борис Трајковски. 2009 до ден денешен повторно председател на Организацијата Обединети македонци, каде беше домајки на тогашниот премиер на Канада Стивен Харпер. Делата што Драги Стојковски ги има направено досега, морам да признам дека се за голема пофалба, но за жал на многу од нас не им е познато, вклучувајќи се и самата себе. Неговиот ентузијазам, неговата љубов кон македонството го натера овој наш родолюбив македонец да организира многу настани за да канадската јавност дознае многу повеќе за Македонија и македонскиот народ. Организатор е на средби со странски конзули во Торонто, во 1992 година со цел лобирање за меѓународно признавање на Република Македонија, за да потоа пак во 2007 година е организатор на фестивалот Благодариме Канада за признавањето на Република Македонија под уставното име, каде учествуваше и бројна делегација од владата на Канада, како и министерот за култура Хейсон Кени. Организатор на протести во Отава во 1993 година за канадското признавање на Република Македонија, тоа веќе го кажав, но член на македонската делегација на ОПСЕ, Конференција за човекови права во Варшава во 1992 година, посебни средби со странски делегати. Член на македонската делегација на седницата на Комисијата за човекови права при Обединетите нации во Женева во 2004 година. Одржуваше средби со турскиот амбасадор во Отава и во споставување пријателство со Република Македонија. Не можам а да не кажам дека овој наш македонец со голем патриотски дух издаваше и македонски телефонски именик во 1993 година. Главен и одговорен уредник исто така на македонскиот гласник во 1999 година, гласило на Организацијата Обединети македонци, и преведувачи на филмовите за Јовановски и Даневски. Беше член како спортист и на Канадско-македонскиот олимписки клуб, организатор на семакедонски конференции за човекови права во Скопје и Прилеп, член на македонската делегација на седница на Комисија за човекови права при Обединетите нации во Виена, член на ОМК на форумот Иселеници и уште многу бројни активности што Драги Стојковски ги прави со целото негово срце, со целата негова душа, зашто неговиот татко е причина за да се оддаде на се што е македонско. Драги Стојковски заплива и во политичкиот живот во Република Македонија, а неговата цел беше да се реши статусот околу македонците во иселеништвото, а поготово со македонците исфрлени од Република Македонија, а се дел од македонската територија, било да е Егејскиот, Перинскиот дел или Мала Преспа.
Неговиот карактер е да слуша, но понекогаш предава или коментира. Тоа е она што за Драги Стојковски, кој моментално и председател, како што рековме претходно, на Организацијата Обединети македонци, можеби некој од нас и нема да ја разбере неговата суштина, а која навистина е чиста и јасна. Како дете од партизан, кој сакаше Македонија да биде самостална, обединета, со сите нејзини делови, во крвта на Драги Стојковски струеше и струиш сето тоа, за да и тој ја види обединета Македонија како некогаш. За да и родните огништа на неговите родители од Леринското село Арменско и Кукушкото село Петрово си ги вратат своите родни места, зашто тоа е нивна својина, а Драги Стојковски со гордост, како и сега, да им кажува на неговите деца, се разбира и во неговите идни внуци, во надеж дека Македонија ќе ја види обединета. Поготово за неговиот татко да кажува, кој беше партизан Васил, па и неговата мајка Катина. Да им кажува при сите премрежја, искушенија, што значи да се биде македонец, жив потомок на овој свет, кој Западот сака да го уништи, но кога тогаш, како што вели тој, Македонија нема да исчезне, туку ќе си го добие своето и од Бога дадено. Ќе постои за секогаш и исто така ќе ги добие нејзините делови на Македонија, што проклетиот Запад ги подари на новокомпонираните држави. Тоа е една од неговите најголеми желби на овој наш голем македонец Драги Стојковски. Majka vezden e preko
Слушате радиопрограмата Глас од Македонија. Вашата поддршка ќе овозможи, било со донација, реклами, честитки слично, да продолжи да се емитува и понатаму ова радиопрограма на брановата должина 101.3 FM. Би сакала исто да ве подсетам да од идниот петок, поточно 17 јуни, секој петок натаму од 8 часот навечер, сите вие кои имате пристап или аксес на YouTube, отворете и напишете The Voice of Macedonia, за да директно ја слушате програмата во која ќе има од историјата на Македонија, потоа детски емисии, вистински настани кои ќе ги даваме како предание или верували или не, неоткриени таленти, уште многу други занимливости, но се разбира и коментари. Затоа, запомнете, секој петок почнувајќи од 17 јуни од 8 часот навечер на YouTube напишете The Voice of Macedonia и слушајте програмата на Глас од Македонија. Додека пак неделава како што си се емитува и понатаму ќе биде од 6 часот навечер на 101.3 FM. Местото и градот на марката Volkswagen е едно на 7997 Kennedy Road и Highway 407. Дали сакате да купите ауто или да лисате од марката Volkswagen или пак ви треба поправка на вашата кола или некој дел, тука меѓу нас е нашиот сонародник Васил Кајчевски. Телефонот е 416 725 6335. Квалитетен сервис и поволна цена ви го сето тоа само нашиот сонародник Васил Кајчевски. Телефонот е 416 725 6335. И оние кои сакат да патуват, да спомнам, оние кои не се вакцинирани, се уште не е дадено одговор што ќе биде митинг што ќе има канадската влада на 29 јуни, дали можете да патувате невакцинирани или не. Но затоа јавете ни се на 647-780-6549 да ги проследиме новините од Македонија. Добро вечер. Пристапните преговори со Македонија треба да почнат и јас ке се заложам за тоа, изјави во Скопје германскиот канцелар Олаф Шолц без да прецизира детали. По средбата со македонскиот премиер Димитар Ковачевски, Шолц неколку пати повтори дека земјава ги исполнила сите услови за да се одржи првата меѓувладина седница за Македонија, уверувајќи дека тој лично ќе се заложи на самитот ЕУ Западен Балкан на 23 јуни да се тргне бугарска блокада. Премиерот Ковачевски очекува ЕУ да го исполни ветувањето. Бара безусловен старт на преговорите со Европската Унија, а земјава според него повеќе не може да биде заложник на самитите на Европската Унија. Ние не можеме да бидеме заложници постојано на самитите на Европската Унија, дали ќе има датум или нема да има датум. Ние во ниту еден момент ова прашање него како влада и како владеачка коалиција него инструментализиравме и него политизиравме заради дневни политички поени или водење на внатрешна политика во државата. Сосема спротивно на тоа, во Република Бугарија ова прашање беше издигнато на ниво на внатрешна политика во нивната држава, често пати беше еднострано инструментализирано и политизирано. Германскиот канцелар од Скопје отпатува во Софија, каде што повтори дека силно поддржува почеток на преговори со Македонија и со Албанија. Бугарскиот премиер Петков и овој пат ги повтори условите за кревање на ветото, барајќи европски гаранции за нив. Вклучување на бугарите во уставот, рамковната позиција како и договорот за добрососедство. На средбата со Шолц, бугарскиот претседател Румен Радев побарал ЕУ да биде гарант за правата на бугарите во Македонија и за, како што изјавил, бугарското наследство. Северна Македонија и другите држави од Западните Балкани трябва да имат сигурна европейска перспектива. Подкрепям това, че Северна Македония трябва да изпълни всички условия. Мисля, че България и Северна Македония са озрели вече за да тръгнат по този път. Има голямо общо разбиране за това как трябва да работят нещата, какъв трябва да бъде резултата. Проблема е обаче как ще стигнем до този резултат.
Албанскиот премиер Еди Рама вчера на самитот на Југоисточна Европа во Солун истрча со недипломатска и недуховита шега. Додека грчкиот премиер Мицотакис како домаќин Шолц му ги представуваше албанскиот и македонскиот премиер, Рама се вклучува во разговорот со навредлива изјава, посочувајќи дека Ковачевски бил премиер на, како што тој изјави, идната западна Бугарија. Гестот на Рама беше дочекан со смеење од присутните, вклучително и од страна на премиерот Ковачевски. Целата случка најде на силни критики во јавноста. Prime Minister of North Macedonia, Prime Minister of Albania. How are you? Great to see you again. Future West Bulgaria. Околу овој случај ВМРО ДПМН и СДСМ денеска меѓусебно се прозива. ВМРО ДПМН бара оставка и извинување од премиерот Ковачевски за како што наведуваат понижувањето кои го приреди на Македонија. Димитар Ковачевски не го штити, туку го продава македонскиот идентитет и Македонија. Едно зборува пред камерите, а зад камерите гледаме како се смее и одобрува Македонија да се нарекува Западна Бугарија, реагира од ВМРО ДПМН. Извртувањето на иронични ставови нема да и помогне на ВМРО ДПМН, која прифати резолуција на ЕПП со ставови на Бугарија, одговорија од СДСМ. Од партијата наведоа дека и за време на самитот на Open Balkan и предходно Рама бил ироничен за блокадата на Бугарија за нашата земја, која што ја блокира и Албанија. Македонската православна црква Охридска архиепископија го чека и официјалниот томос за автокефалност на патриархот Вартоломеј. Откако во четвртокот Вселенскиот патриарх господин Вартоломеј на нашиот архиепископ господин Стефан му го предаде патриаршискиот синодален акт на Вселенската патриаршија за примање на Охридската архиепископија во богослужбено и канонско единство, утре во патриаршискиот храм во Фанар поглаварите на двете цркви ќе одржат заедничка патриаршиска и синодална света литургија. На литургијата ќе присуствува и владина делегација предводена од премиерот Ковачевски. Како што соопшти од владата, агендата од работата посетена предвидува прием за членовите на делегацијата и тет-а-тет средба на Ковачевски со патриархот Вартоломеј. Уште еднаш би сакала да ве подсетам да од 17 јуни, поточно од петок, од 8 часот навечер, секој петок вие ќе имате пристап, односно вие кои имате пристап или аксес на YouTube, да отворите и напишете The Voice of Macedonia, за да директно ја слушате програмата на Глас од Македонија, во која ќе има од историјата на Македонија, детски исто програми, вистински настани кои ќе ги даваме како преданија, потоа неоткриени таленти, уште многу други занимливости и коментари. Доволно е само да кликнете на subscriber, кој е free, а исто така, уште еднаш да ве подсетам, тоа е в петок од 8 часот навечер. Отворете на YouTube и напишете The Voice of Macedonia. Ништо нема да се промени, ако утре тајно заминеш. Остави на прагот 2-3 спомени, врата пред да затвориш. Љубовта, среќата, тука ке те чека. Немирна, непостојана, само таква ке те памета. Толку долго ние се познаваме, толку добро се разбираме. Нема збогум, сега ништо не да не раздели. Толку долго ние
сеќата, тука ке те чекат, немирна, непостојана, само таква ке те паметат. Толку долго ние се познаваме, толку добро се разбираме, нема збогум, сега ништо не вели, никој нема да не раздели. Толку долго ние се познаваме, толку добро се разбираме, нема збогум, сега ништо не вели, никој нема да не раздели, никој нема да не раздели. Ја слушнавте најновата песна на Ламбе Алабаковски, со која всушност се представи на Валандовскиот фестивал пред неколку дена. Во теков сега на мојот коментар ќе дадеме уште две негови песни. Едната е за Христо Узунов, што ја отпеа во Охрид пред да ја опожари таблата од клубот со името на антимакедонецот Ванчо Михајлов. Но да одиме со коментарот. Со отворањето на бугарскиот клуб во Битола со име на уништувачот на македонството Ванчо Михајлов, македонскиот народ не мирува. И додека се критикуваше тој чин од страна на бугарската власт, пак нашиот познат естраден уметник Ламбе Алабаковски на денот кога требаше да настапи на фестивалот на Валандово со песната што ја слушнавте претходно, инаку кој со фамилијата живее во Детройт, тој исти Ламбе Алабаковски ја опожари таблата рано утрото, во саботата, на кој беше напишано името на Михајлов во Битола, а потоа замина во Валандово. Навистина голема смелост, голема храброст од страна на овој млад 34 годишен македонец и татко на две малолетни деца, а инаку е од село Љубојно Ресинско. Честитки и поддршки доби од најголем број на македонци од целиот свет, а се разбира имаше и многу малку кои го окривуваа, а ненародната власт пак во Република Македонија веќе збунета, го притвори за 8 дена, а тој самиот призна дека е сторителот. Далеко Македонија
mene. I majka nema da mi da dale solzi za mene. Žali mila moja rodino i site mi drugari moj, ako Hristos uno parna na vragoči se ne dade. Ako Hristos uno parna na vragoči se ne dade. Во склоп со Ламбе Алабаковски да се надоврзам и со други настани во Република Македонија. Архиепископот македонски и Охридски Стефан отиде да служи заедно со антимакедонскиот патриарх Вартоломеј во Цариград. Томосот или документот што Вартоломеј треба да го даде за Македонската православна црква, но како канонска православна црква Охридска архиепископија на Северна Македонија, така пишува, не важи. А зошто не важи? Затоа што Српската православна црква веќе конечно го даде томосот како автокефал на Македонска православна црква Охридска архиепископија. Тоа е вистинскиот документ и така и ќе остане према законите. Дури како што кажува еден новинар пред 2 до 3 дена дека до крајот на оваа година Руската православна црква ќе ја признае и украинската и литванската, а се разбира и нашата Македонска православна црква. Така да престолнината веќе на православието ќе биде во Москва, а Вартоломеј, кој е слуга на Западот, нека остане со неговата Грција коза. Што се однесува за ветото што Бугарија го држи се уште за Македонија, и те гледате од бугарска страна и владата на Петков веќе се распаѓа, а во брзо време таа Бугарија, што речиси од никого не била почитувана во светот, доаѓа за во брзо време да стане една изгубена, завршена, приказна. Исто како што и Европската Унија, во која има внатрешни проблеми и недоразбирања, а е најголемиот лицемер на нас македонците по род, мислејќи дека ќе не избришат. Но за ваша информација да го завршам мојот коментар со изјавата на Путин. Тој на Западот им кажа дека ќе се ги бара териториите од царска Русија, но исто така нема да дозволи никој од Западот или во светот да го негира народот или нацијата од овој свет, од она што тој се чувствува, а исто така и на тие народи што им се одземени делови од нивната земја, дефинитивно мора да се вратат. Ова изјава на Путин се надевам ќе ја дадам во една од нашите наредни емисии. Затоа, мои македонци, многу поминало, а малку останало од овие зулуми врз македонството и македонскиот народ. Бидете сплотени и со заеднички сили и со Бога напред да ја дочекаме победата за Македонија и македонскиот народ. Далеку од тебе писмо пишувам, гордо како син твој се подпишувам. Света моја мајко, срце отворам, секој збор е малку, штом ке прозборам за тебе, како да ти кажам, ти благодарам. Земјо моја, златна боја, твое име на небо испишува. Ти си моја, земјо моја, само
една и единствена, земја најмила. Прекрасен е мигот, сонце изгрева, денот што се раѓа, те позлатува, мириса на пролет, се радува. Повторно јас верувам во иднина, сонот што го сонив се остварува. Земјо моја, златна боја, твое име на небо испишува. Ти си моја, земјо моја, само една и единствена, земја најмила. Сонцето е слика твоја, тапано твој звук. Слушам кавалини пеат и ме викат на југ. Таму небото се смее, сонцето не заоѓа, топло греја, гали душава. Земјо најмила, моја љубов си искрена. Земјo moja, zlatna moja, tvoje ime na nebo ispišuva. Ti si moja, zemјo moja, samo jedna i jedinstvena. Со тоа и на нашава вечерашна емисија веќе се ближи крајот. Среда е празникот Свети Еразмо Охридски, нека е напомош и повелите во сите македонски православни цркви од 10 часот утрото на заедничката богослужба. А вам ве повикувам идната недела од 6 часот навечер на 101.3 FM, повторно да го отворите вашиот радиоапарат кога ќе го откриеме ликот на нашиот сонародник Васил Кајчевски. Но затоа пак в петок на 17 јуни од 8 часот навечер отворете на YouTube и напишете The Voice of Macedonia, но и кликнете на subscriber кој е free, за да директно ја слушате програмата на Глас од Македонија. Вашиот уредник и водител Драгица Белчевска ви посакува добра ноќ.